Храната и традиционалните рецепти треба да бидат адут на сите дојранчани за привлекување повеќе домашни и странски гости. Тие со локалниот Гурман Фест ја отворија новата туристичка сезона во Дојран и ги повикаа гостите да уживаат во убавините на ова туристичко место, кој последниве години доживува ренесанса со враќањето на водата во езерото. За нас е специфично тоа што овие специјалитети може да ги се уште ги негуваме и може да ги вкусат кој што ќе дојде во Дојран, може да ги вкуси, се разбира и во нашите ресторани, но тоа се специјалитети за кои што треба посебна подготовка. Убаво е да се проба тоа што го нуди Дојранското езеро, затоа што ова што го нудиме ние денеска не се наоѓа по кафаните, затоа што не е лесно да се изработи. Градоначалникот на Дојран Анго Ангов смета дека за нова успешна туристичка сезона треба свој придонес да дадат и самите граѓани на општината кои ќе ги отворат вратите на своите капацитети за сите гости. Во Дојран мислам дека е запоставено афирмацијата на овие традиционални вредности кои што ги поседува самиот Дојран. Ние како општина еве сега се залагаме за што е можно поголема промоција и афирмација на сите културно-историски споменици, сите традиционални вредности кои што ги поседува Дојран, затоа што Дојран не е само езерото и езерските убавини, туку има и ред други убавини кои што не се доволно афирмирани и промовирани. Општинските власти се уште мака мачат со надојденото ниво на Дојранското езеро и интензивно работат на отварање нови плажи. Поплавената градска представува проблем за новата туристичка сезона, зашто од општината најавија реконструкција и отварање на нови 3 плажи во Стар и Нов Дојран.